На многу места по скопските улици има дупки кои плачат да бидат закрпени. Илјадници амортизери на возила пострадаа, исто толку нерви на возачи се испокинаа поради тоа. Новиот градоначалник на Скопје тргна да ги крпи дупките, истакнувајќи дека сега интервенира со ладен асфалт за затворање на ударните дупки, а напролет ќе правел потемелна обнова на коловозите. Ќе ги воочатли службите сите дупки за поправање. Да подсетиме, пред 15 години имаше еден проект во Скопје, се нарекуваше Пријави дупка. Граѓаните можеа на телефон да се јават во јавното предпријатие улици и патишта и да кажат каде треба да се интервенира. Еве прва скопска телевизија во тој превец кажува и покажува каде скопјани ни укажале дека треба да се закрпат уличните кратери. Например, мала е улицата која поминува до поштата под железничката станица, а е преполна со големи и длабоки дупки. Повеќе од година-две се чека надлежните да ги приметат и закрпат. Потоа 2 дупки има на улицата позади основното училиште Блаже Конески во аеродром. А друг граѓанин ни испрати и фотка од кратерна улица само 30 на метри од седиштето на општина Киселавода. Нашата редакција и понатаму стои на располагање на скопјани за да ги откриеме дупките низ Скопје и да му помогнеме на градоначалникот да ги најде и закрпи. Опасен метеоролошки феномен познат како виндшир веќе втор пат во неколку дена прави проблем на слетувањето авиони на скопскиот аеродром. И синоќа се случувала нагла промена на брзината и насоката на ветерот, што представува директна закана за безбедното слетување на авионите. Неколку авиони кружеле над Скопје во обид да слетаат, сепак на крај биле пренасочени кон аеродромот во Приштина. Во рамки на тековните активности за уредување на јавните површини и подобрување на хигиената во градот, градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски денеска информираше за интензивно чистење и одржување на кеот на реката Вардар. Екипи на јавните предпријатија во координирана и организирана акција ги расчистуваат пешачките и велосипедските патеки. Се она што со години беше занемарено и што создаваше слика недолична за нашиот град, конечно станува дел од минатото, напиша Ѓорѓиевски. Тој додаде дека ова ќе биде трајна практика и кеот ќе се чисти секојдневно. Општина Центар ја урна нелегалната доградба на ресторанот Мечка во Девармало, кој го блокираше тротоарот, дел од коловозот и пешачкиот простор. Сето ова е во рамките на акцијата за отстранување дивоградби, велат од општината. Нема да дозволиме узурпирање на јавен простор поради приватни интереси. За секој објект каде што ќе утврдиме нерегуларности, ќе издадеме решение за негово отстранување, изјави градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Тој објави дека е во тек обемна акција за воспоставување ред на јавните површини со засилени инспекциски контроли и активности за расчистување на нелегално поставени објекти. Градоначалникот на Бутел Дарко Костовски утрово во објава на Facebook сподели дека продолжува асфалтирањето на улици во општината. Интензивно се работи на улиците во населеното место Визбегово. Наскоро продолжуваме со реконструкција и асфалтирање и на останатите улици во ова населено место. Градежната офанзива се одвива со силна динамика, истакна Костовски. Тој додава дека ќе продолжат и во останатите населени места кои што се опфатени со големата градежна офанзива. Поголем број на ученици во Скопското основно училиште Димо Хаџидимов утрово се пожалиле на стомачни болки. Инспекциски служби на Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведуваат вонреден инспекциски надзор во кујната на операторот со храна во ова основно училиште. Училишната кујна е времено затворена додека се утврдува изворот на евентуално труење со храна, известуваат од Агенцијата за храна. Согласно протоколот за постапување при сомнеж за труење со храна, ќе се спроведе епидемиолошка анкета и земени ќе бидат мостри од инкриминирана храна, работни површини и прибори машини за лабораториско тестирање, се наведува во соопштението од АХВ. Како што дознаваме, голем број на ученици од различни одделенија денеска се отсутни од наставата. Физички нападната и малтретирана малолетничка во Скопје.
Имено 15-годишно девојче било насилно внесено во возило од страна на нејзиниот поранешен дечко, па потоа била натепана. Вчера 37-годишна жена од Скопје пријавила во полиција дека завчера околу 19 часот и 30 минути на подрачјето на Ѓорче Петров, нејзината 15-годишна ќерка со употреба на физичка сила била внесена во патничко возило Голф со скопски регистарски ознаки од страна на нејзиниот поранешен 22-годишен партнер кој притоа физички ја нападнал и упатувал закани. Од полицијата информираат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Од Лајка реагираат денеска дека се забележува континуиран и загрижувачки тренд на куќиња пронајдени на улица со активен микрочип, односно со јасно идентификувани сопственици. Од таму посочуваат дека и покрај тоа, дел од сопствениците одбиваат да ги преземат своите куќиња, оставајќи ги кај нив, со што се создава дополнителен притисок врз капацитетите на прифатилиштето. Напуштањето на куќиња представува кршење на законот за заштита и благосостојба на животните, но за жал, за ваквите случаи не постојат предвидени прекршочни мерки, велат од Лајка. Од Лајка велат дека мора да постои минимум етичка обврска кај секој сопственик на куќе. Ракометарите на Вардар со синоќешниот триумф против Хрватски Сесвете со убедливи 38-24 обезбедија пласман во следната фаза во Европската лига на ЕХФ. Вардар високата победа ја обезбеди уште во првото полувреме во кое направи разлика од 11 гола. Во последното коло скопскиот тим во Скопје ќе игра против француски Тулуз.